Техничка документација. Звучи како нешто комплексно. Па така и е. Тоа е проект кој ги содржи сите информации потребни за да се изгради еден објект. Од информации од теренски истражувања до детални цртежи и спецификации за сите фази на изградба. На општините и центрите за развој на планските региони им е неопходна квалитетна техничка документација која е во согласност со стандардите за квалитет. Таквиот проект има многу поголеми шанси за финансирање и ефикасна имплементација. Основата за добра реализација на еден проект е изготвување на добра проектна документација. Токму тоа е причината за овој регионален центар за справување со бездомни миленици. Самата идеја дојде од идејното решение, односно студијата која ќе изработи UNDP, која ќе даде точните насоки како треба да биде изработена проектна документација и што треба таа да содржи за ние да имаме добар и квалитетен проект. Таквиот проект ние како Центар за развој на Вараски плански регион го добивме и аплициравме пред швајцарската влада за изнаоѓање на средства со кои што ќе можеме понатаму да ги реализираме тие активности. Квалитетот на изведбата на проектите кои што се реализираат во голема мера зависи од квалитетот на изработка на техничката документација. Добивме едно соодветно решение кое што опфаќаше подземна инфраструктура, водовод, канализација, надземно третирање, асфалтирање на 4 коловозни ленти, велосипедска и пешачка патека со целосно осветлување. Навистина е една одлична можност граѓаните на Штип да добијат едно соодветно поврзување помеѓу неколку големи населби. Имаме поврзување и на две општини. Овој пат се води како регионален пат за поврзување на општина Штип со општина Карменци. Благодарение на квалитетното работење и изработката на техничката документација, во конкретниот случај навистина имавме олеснителни околности и помалку проблеми во делот на реализацијата на овој проект, затоа што деталите на микрониво беа прецизирани во рамки на техничката документација, кои што овозможија квалитетна изведба на самиот булевар. Për këto me miratimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, me realizimin e këtyre mjeteve financiare nga Ministria e Mjedisit dhe Ambientit Qetësor, filloi, domethënë, realizimi i projektit të ndërtimit të ujësqellësit, që ishte kaq shumë i nevojshëm për banorët e komunës së Likovës. Përgatitja e dokumentacionit teknik ishte pak si komplekse, por realizimi u bë pa probleme. Преку Фондот за техничка документација изработени се речиси 90 комплети на техничка документација со вкупна инвестициска вредност од 100 милиони евра. Најголем дел од нив се за инфраструктура за животната средина и водите, потоа за социјална инфраструктура и за комунална, транспортна и деловна инфраструктура. Фонд за техничка документација од идеја до проект.